Голем пожар вчера попладне избувна на потегот меѓу Пробиштип и Злетово, при што гореа сува трева и грмушки. Противпожарни екипи и доброволци од Доброволното противпожарно друштво Кочани и Доброволното противпожарно друштво Виница со часови се бореа со огнената стихија, која поради силниот и променлив ветер постојано го менуваше правецот. Во акцијата надлежните успеаја да спасат еден пчеларник, а со помош на градежната механизација беа направени пресици за да се спречи ширењето на пожарот. Како што истакна Златко Илиев од Доброволното противпожарно друштво Кочани, пожарот е ставен под контрола. Засега нема информации за поголема материјална штета. На СДП Виница со 4 возила, веќе 3 часа сме на терен. Ја контролираме линијата од Пробишти према Злетово. Делумно пожарот е ставен под контрола, но со променливите ветрови, променливиот правец на ветерот, ни задава се уште потешкоти. Сега имаме градежна механизација која пробува да направи еден пресек, а ние ќе поставиме една линија и ќе пробуваме да действуваме по самата линија. Па немам информација за настанати штети, знам дека еден пчеларник спасивме малце подолу. Не знам дали во овој регион има викендици или некои викенд куки. Се надевам дека нема. Во меѓувреме вчера попладне пожар избувна и на тврдината Исар во Штип, каде што гореше сува трева, грмушки, дел борова шума. Овде интервенираа екипите на територијалната противпожарна единица Штип и Доброволното противпожарно друштво исто од Штип, а поради непристапниот терен, трактор на дирекцијата за заштита и спасување целосно го изгасна пожарот. Жителите овде во паника, дури со црево во рака, се обидуваа да ги заштитат своите куќи. Ставаме вода по малку нешто, барам да спасим. Не да Боже, но да ама да биде малку мокра, има многу суи треви тука. Само не ги намокраме, другото што дај Господ. Трво не има пристапност горе многу за да приде камион. Значи ќе ве молам, тука се све стари луѓе изнемоштени. Све стари луѓе. Еве, не можам да ја смирам со 2 диазепама. Тама, еве, не може да ја смирам. Значи верувајте ми. Значи, еден дечко беше го се слуши. Не знам, не можам да го видам каде. Инаку вчера попладне пожар избувна и во атерот на штипското село Чардаклија и во подрачјето кај железничка во Штип, каде што противпожарните екипи интервенираа за неговото локализирање.